Своевремено десетина, сега само 20 часовничари во Струмица кои се во поодминати години. Овој занает полека изумира иако расте интересот кај струмичани за поправка, како на нови, така и на стари часовници. 70-годишниот Митко Трендов со години се обидува да најде некој што ќе го замени, но не му успева. Поминале неколку млади, но набрзо се откажале од овој занает. Сега само јас и колегата Панчо доле, ама и он е мој, може и он е 3-4 години постар од мене. Само уште двојци. Иначе се другото си затвори, постарите што беа си изојде, помладите што беа измеѓу генерации не отвори. Абе питат она, ама ни еден не доаѓа. Ја ти кажам три извадих тројци, тоа внук еден и другиот, сите си уиде, не останаа на занаат. Трендов вели дека може да се живее и прихранува семејство со овој занает, само ако си посветен на работата. Без труд нема добивка, тврди Митко, кој вели дека давачките на занечиите кон државата не се големи. Како не може? Само ако се гледаш работа, како да не може да се изектира? Не може да не може. Само треба да си гледаш работа. Ако не си гледаш работа, нема. Ако не си квалитетен, нема. То си сака педантност, то си сака тај занат не може да поминеш преку се. Саато не трпа недостаток. Давачките према заначиите сега моментално не тежат. Мислам баре не тежат. Од Занечиската комора соопшти дека во Струмичко-Радовишкиот регион пред 2 децении имало регистрирано околу 1500 занаечи, а сега се водат 430 лица, претежно фризери, козметичари, угостители.